Ние сите знаеме да кажеме дека на младите останува иднината. Меѓутоа, бројките не се многу во прилог на оваа поговорка. Природниот прираст за прв пат во 2019 година влезе во негатива. Со мене во студиото мој гостин е Дончо Герасимовски, човек што целата своја работна кариера ја посветил на демографските движења во државата. Добар ден, Дончо. Добар ден. Би сакала да ги кажам прво бројките еве што ги прочитав, а тоа е дека природен прираст имаме 9083 во 2000 година, потоа во 2020 имаме минус 6724, значи во негатива природен прираст, и би се кажало да, тоа е пандемиска година, проследена со голема смртност, меѓутоа за прв пат во 2019 влеговме во негатива минус 601. Овие податоци што кажуваат за вас? Што значи влегувањето во негатива природен прираст за население, за држава, за општество, за економија? Па во главном природниот прираст има влијание врз бројната состојба на населението во било која земја, од аспект на тоа каков е и колкав е бројот на живородените деца, каква е состојбата со морталитетот или умрените лица, и врз основа на нив се гради она што се добива како резултат тој природен прираст. Природниот прираст чини во најголем дел во сите изминати години со истичок од 2019 година па наваму намалување на населението за разлика од претходен долг временски период каде што имавме позитивен природен прираст. Меѓутоа, последната 2020-2021 година е зголемен природен прираст во негативна смисла, од аспект знаеме појавите на пандемијата на ковидот, кој што е присутен не само кај нас, туку и во целиот свет. Меѓутоа, процесот на празнење на просторот, да не речам депопулација, каде што има намалување на население, тоа е започнат веќе со негативниот природен прираст во 2019 година, каде што беше првиот чекар. За разлика од нашата земја, претходните, да не речем и сите земји на Балканот или од поранешна Југославија, веќе има процес започнат дури пред нас, и тоа посебно дополнително, да речем и како Словенија, земја која што појавата е пред нашата земја од 2017-18 година со негативен природен прираст. Природниот прираст има влијание силно врз популацијата на населението реко во земјата, од аспект на појавата на негативните појави, бидејќи со негативните појави се намалува во најголем дел работоспособно население. Негативните појави на природниот прираст или намалениот наталитет допринесува до намалување на работоспособно население од една страна, од друга страна појавата на старење на населението. Од тој аспект, веќе со години наназад, со намалување на наталитетот, нашава земја, не речем Република Северна Македонија, е навлезена согласно демографските стандарди во длабока демографска старост. Тоа што значи? Тоа значи дека би имале лоша економска политика во однос на вработувањата, во однос на работоспособното население, бидејќи нивниот број, поместувајќи ја старосната граница, кон повисок степен се појавува недостаток на работна сила. На пазарот на трудот во денешно време тешко да обезбедиме кадар. Од една страна со намалување на наталитетот и губење на работоспособно население, каде што пак исто така има големо влијание и селувањето од земјава. Дали имаме податоци за тоа колку деца се раѓаат еве во соседните земји, кои што се наши државјани, и дали тие се водат овдека во стапката на природен прираст во население или во земјата каде што ќе се водат? Согласно законските определби, односно законските моменти, сите настанати случаи од 1994 година, кои што се појавуваат во земја во инадвор, се водат одвоено согласно препораките и методологијата на Евростат, согласно земјите на Европска Унија.
Од тој аспект ние ја применуваме таа методологија и тие стандарди и имаме значи појави на живородени и умрени лица во земјава и живородени и умрени лица во други земји, односно на иселувањето на нашето население во странство. Тие лица што се раѓаат во земјава се објавуваат податоци за настанати случаи во земјава. За сите случаи кои што се појавуваат и кои што ги има надвор од нашата земја, а појавите се во било која земја и во светот, тие се бележат во соодветната земја каде што случајот е настанат. Значи случаевите се бележат по настан. Согласно законот тие имаат право за матично работење да се запишат и во матични книги на земјава. Меѓутоа не влегуваат во бројот на население во земјава ни еден аспект. Тоа да речем во други закони има други оправи што доаѓа до пореметување на сликата, бидејќи бројот на живородени деца поготово, па појавите и на умрени се зголемува од година во година. Мал е процентот на население кој што умира во странство, меѓутоа висок е бројот на живородени деца кои што се раѓаат во странство и кои што реков не влегуваат во бројот на живородени деца во земјава, него тие се двојат одвоено. Што покажуваат последниот податоци? податок, за ваша информација, е во 2021 година имаме 5503 живородени деца во странство. За истите, појавите ни се познати, бидејќи знаеме од која општина се заминати тие наши, да речем, државјани во соодветните земји, и од друга страна знаеме и во која земја настанал случајот. Например, најголем број на живородени деца има во Германија, па во Швајцарија, па во Италија, па во Франција и така натаму. И во останати земји каде што имаме наши, да речем, државјани кои што заминале во странство. Тоа покажува дека бројот на живородени деца од година во година постојано расте. Дури и минимално беше покачувањето или на едно исто ниво и во времето на пандемијата. Меѓутоа, веднаш, после пандемијата, во 2021 година, тој процент се зголеми. Тоа значи дека веројатно во 2022 ќе биде уште поголем, имајќи во предвид дека иселувањето е присутно во земјава и во натамошниот период појавите се присутни. Кога зборуваме за демографските аспекти, не можеме да го одминеме фактот дека има во Македонија, да кажам, депопуларизирани средини, каде што речиси целосно иселување има на населението, веќе таму, како што велат, не се слушнал плач на дете со години, така. Колку во таа насока Македонија не успеа да направи една регионална политика и што би требала да направи за да колку толку нели се подобри таа состојба? Па, од тој аспект ја веќе, да речем, во трета, четврта деценија, како ги анализирам појавите во однос на демографските состојби, во однос на појавите кои што ги имаме на ниво на држава, во однос на ниво на регион, на општини, населени места. Ако земеме според податоците од последниот попис проведен во септември 2021 година, ние во земјава имаме 207 раселени населени места. Тоа значи дека населението се празни. Прво по населени места, потоа на ниво на општина и на ниво на регион. И севкупно, овие 3 години да речем, на ниво на држава. Меѓутоа, појавите не се подеднаки на целата територија. Во најголем дел покрај населените места, да не речем, еве последните податоци за оваа година на природен прираст, ако земеме, за првите, односно за 6 месеци од 2022 година, ние имаме во 65 општини негативен природен прираст. Или во 7 региони, односно во сите 8. За минатата година е во 7, меѓутоа сега е појавата. Значи сите региони во земјата имат негативен природен прираст, во тие, не речем сите 7 од 8 Скопскиот и Источок, но 65 општини. Можете да мислите кој тој процент. Од 80 општини, само 15 општини имат позитивен природен прираст и тоа доведува, да речем, до депопулација на просторот во Република Македонија. Постојано говорам и за тоа, добро е за да ја знаеме состојбата во земјава од аспект да фрлиме бројката во просторот.
Од тој аспект добиваме на одреден простор, на одредена територија, во однос на површина која што имаме, во однос на број на население или појави кои што ги имаме, се добива дека имаме веќе празни простори. На една страна имаме издигнување на високи планини, на друга страна имаме пустини. Тоа што значи? Тоа значи дека имате, да речем, со години наназад, еве ако земеме периодот од меѓу два пописи од 20 години, од 2002 до 2022 година, немаме континуирано годишно намалување, односно негативен природен прирост во негде околу 40 до 45 општини. Тоа е 50-55% од општините во државава. Тоа значи општините во кои што се намалува по природен пат населението без иселување. Ако го имаме во предвид иселувањето, за жал, за кои што немаме ажурни и точни податоци колку е иселено население од нашата земја, освен оние податоци кои што ги добиваме од Светска банка, од Евростат, од Меѓународниот монетарен фонд и така натаму, од одделот за статистика во Обединетите нации, допринесува да се види дека населението од Република Македонија заминува. Меѓутоа, тоа е процес кој што е започнат, се прават одредени сега појави, стратегии, мерки, активности, за да тоа се бележи, имаме ажурни како и во сите земји, да не речам поготово во Европска Унија и земји во поранешна Југославија, во дел кај што ги има појавите. Ова значи, примерно, земете го вие источниот регион во Македонија, кај што има 11 општини. Со исклучок од тие 11 општина Штип, преку некоја година има позитивен пример. 10 општини континуирано со втора, трета деценија тие веќе имат негативен природен прирост. Значи просторот во овој дел се опустошува. Појавите што се присутни ги имаме во регионите каде што се намалува тоа население, и ако земеме по региони, велам дека во изминатите 20 години од пописот 2002 во пописот 2021 година, во Полошкиот и во јузападниот регион е намалено населението околу 100.000. Во останати 4, да не речам во источниот, југоисточниот, Вардарскиот и кој беше уште еден таму, се региони 4 каде што имаме намалување на население околу 70.000. Меѓутоа, природниот прирост претежно во Полошкиот и југозападниот е повисок и има некое доближување, да речам, со она што е население изгубено. Но, имате одредени општини каде што вие, однос на природниот прирост и намалување на население, и она што говориме о странство во една компаративна анализа е следно. Имаме 7-8 општини во држава кои што имаат поголем број на живородени деца во странство отколку во земјава. Или пак, ако тоа го гледаме, може и регионално, да земеме општините од Источна Македонија, каде што и процентот на население од попис до попис е над 40%. Зрновци, Ново село, да речам, се општини кои што се во источниот дел, во југоисточниот, кои што се општини кои што имаат Чешиново, Блешево, да не речам, па тука се ако се поголеми Берово и Делчево, каде што имаме меѓу 20 и 30 до 40% намалување на население. Тоа што доведува? Доведува дека таа депопулација празнен просторот е присутен, тоа доведува да населените места веќе се раселуваат и што би настанало во однос на она што се случува во последните, да речам, 10 години во нареден период. Од тука произлегува, веројатно вашата мисла и прашање беше што да се прави натаму. Во оваа насока со ваквите укажувања и со ваквите анализи и со ваквите препораки, одамна беше каде што се говореше уште 80-тите години стратегија за популациона политика. Посебно засилено во 90-тите, од кога почна овие трендови да се намалуваат. Односно да се намалува наталитетот, а со тоа апсолутно дека може да се намали и Дали ја гледате вие таа политика? Иако, значи, експертската јавност укажува на тоа како се празни просторот и што се случува, дали гледате дека има соодветна издржана политика? Што ќе правиме кога цела држава стана, условно кажано, Скопје, нели? Видите, во овие појави, да речем, се карактеристични, веќе говоревме на регионално ниво, говоревме на ниво на општини населени места,
Меѓутоа, не чувствувам дека постои голема заинтересираност од страна на надлежните субјекти, институции во државава, бидејќи да ние имаме примерно министер без ресор за нашите иселеници. Не е тоа прашање кое што може да се решат ваквите појави. Од кој аспект? Од аспект што потребна е една демографска стратегија, една популациона стратегија која што ќе преземе одредени санкции, мерки, активности за наминување на состојбиве во подобрување. Прашањето е примерно зашто населението од нашата земја претежно младо и стручно се иселува. Ради подобри услови, ради подобра плата, ради поголема сигурност, поголема безбедност, подобра социјала и така натаму. Значи, тука имаме надлежни министерства кои што би биле тоа во една компаративна анализа на состојбите во земјата да се преземат одредени мерки за да сето тоа се надминува. Ви имате да не речам рурални општини кои што имаат висок природен прираст и голема иселување. Меѓутоа пак веламе во рамките нешто да не се почувствува тоа. Земете ги општините Боговиње, Врапчиште, Желино, Теарце, Липково, Сара и така натаму, каде што имаат они позитивен не само природен прираст, него и повисок природен прираст, кој што го чинат и природниот прираст на населението, односно врзоста на поголем број на живородени деца. Но во однос на стратегијата негде, велам, во поедини земји каде што се согледува ова, ми земам секогаш као параметар соседна Србија, каде што е висока стапката и бројот на негативните појави кои што ги имаат, иако наталитетот е околу 1%, се зголемува од месец во месец или околу годишно, но наталитетот, морталитетот секако е таму во голем. Меѓутоа, председателот на државата веднаш презема мерки пред 2-3 години, од кога почна ваквите појави на негативни трендови, да назначи министер без ресор за популациона политика. Со мерки на подобрување, тие се прават во една стратегија, каде што знаеме од ова сето што е као незадоволство или причина за иселување на младото население во други земји, да сето тоа се преземи и се надмине од аспект на овие појави. Кај нас, за жал, не постои се уште таква популациона политика што било. Имаше еден обид во 2015-16 година до 2020 со една резолуција, меѓутоа заклучокот по првиот период на разгледување нистата на собрание пред парламентот во парламентарните клупи, да не речам, дека не се постигнати браните цели на таа резолуција. Но, ако во овој процес продолжиме со вакви трендови ова, државата ќе се соочи со голем демографски проблем од аспект на намалување на населението, од аспект на старечко население, од аспект кој ќе оди во училишта. Вие ја анализирам податоците со број на ученици во ова. Имате по низа училишта во земја, во руралните средини, за 1, 2 или 3 деца има само присутни. Ако некого во оние емисии што ги има и со следење на појавите на една општина и така натаму, ќе ви кажа дека да, во ова училиште, во ова населено место, да не речам село, имаше на времето 200, 300, 400 ученици, за да сега колку има 10. Во едно големо село, да не речам, еве го Велешта, се прашуваат, кој што беше и општина со територијалната поделба 94 година, каде што како општина имаше и поголем број население. Со иселувањето веќе нема, вика дали има и 10 и 20 деца. Така. Со оваа ваша порака би кажала до надлежните институции дека треба поиздржана демографска стратегија која што ќе се направи и ќе се спроведува, еве би го привршиле ова интервју, па се надевам дека во следната прилика ќе можеме да зборуваме барем за нешто што почнало да наликува и да се прави како стратегија за нешто поиздржано околу. Мојата препорака била секогаш да се обрне големо внимание на демографската состојба во земјава, бидејќи последиците ќе бидат големи и тешки во натамошниот период. Од аспект без население нема држава. Така. Без ученици нема училиште. Така да природата дава, но посебно нагласувам, кажувам и укажувам дека институциите во државава, посебно владата, мора подитно да ги пребизе овие мерки. Но
со лица, стручни, експерти, познавачи на појавите, познавачи на сето оно што се случувало во изминатиот период, со предлог мерки кои како би се надминувале состојбите. Тоа не може да се надмини за година и две, бидете сигурни. Од аспект бидејќи појавите се такви кои што ги има. За жал, при обиди да се прави таква стратегија, има голема забелешка и сега ја кажувам, на лица кои што година-две се наработи и примени, не знам по кој основ и како, да учествува, а група беше формирана за една таква демографска политика, популациона, состојба во земјава и това да се гради, сметам дека нема да има голем допринос и признанес во она што ни е како проблем и појава присутно кај нас. Ви благодарам, господин Герасимовски, што бевте Благодарам и ја вас со мене во студијето.